Во овие вести гостин е првиот човек на Сојузот на синдикатите на Македонија Дарко Димовски, од кој ќе чуеме повеќе информации околу најавениот генерален штрајк во јавниот сектор. Господин Димовски, добре дојдовте во вестите. Добар ден на вас и до гледачите на Алфа телевизија. Она информација која пристигна во моментов е дека од 16:30 ве повика експресно на разговори во владата. Што очекувате, ќе се постигне ли договори и кои се плановите за генералниот штрајк? Ние како Сојуз на синдикати на Македонија првен денеска работевме за нови антикризни мерки, бидејќи гледаме владата ги укина мерките за ограничување на основните прехранбени производи и се створи еден вакуум систем каде што најранливите категории највише ги трпат овие ценовни шокови и баш е доведено во прашање нивната екзистенција. Затоа ние денеска во Сојузот на синдикати на Македонија ги работиме тие антикризни мерки каде што денеска во владата ќе ги поднесеме истите да бидат разгледани и што побрзо донесени како би ги заштителе овие најранливи категории, зборам на граѓани во целата држава. Исто така покрај другото, денеска ќе побараме линеарното зголемување од 2806 денара да се случи уште утре, како и да предвидиме регрес за 2023 година со една цел да може да ги амортизираме овие ценовни шокови, да му излеземе на пресред на работникот, на пензионерот, општо на граѓаните на оваа држава. Се со една цел, пак ќе кажам, оваа инфлаторна криза да надминеме што побрзо и што подобро. Знаеме дека повисоките цени кои буквално експлодираат и ја јадат работничката плата, меѓутоа од каде е конкретно владата, од каде се бараат пари, ќе се предвидат средства за оваа намена? Како што велите вие, од една страна имаме 900 милиони евра предвидени средства од Меѓународниот монетарен фонд, од другата страна имаме нереални и обезвреднети плати. Затоа сметаме дека од тие 900 милиони евра кои владата ќе ги земе како задолжување, треба да се одвојат за работниците, пензионерите, младината и така натаму. Значи не треба да ги заборавиме граѓаните на државата ако навистина го земе овој аранжман од преку 900 милиона евра. Знаеме дека инфлацијата во моментов достигна до 10,5%, меѓутоа кога ќе се направи она потрошувачка синдикална кошничка, за наредниот месец, според вашите пресметки, таа би надминала и 25%. Моменталната синдикална потрошувачка кошничка изнесува 38.100 денара. Нашите предвидувања, само ги чекаме податоците од Евростат, за овој месец мај, она би требала да порасне преку 12% или во износ преку 1500 денара. Една загрижувачка цифра, која македонскиот работник не верувам дека ќе може да ја издржи, а денеска согласно анализите кои ги правевме за месец јуни, таа покажува дека ќе биде на 23%. Тоа значи дека еднорно ќе се зголемува синдикалната потрошувачка кошничка и дури во месец јуни таа може да достигне преку 2000 денара. Алармантни податоци и денеска добро што имаме средба со владата како социјален партнер, добро што ќе предложиме антикризни мерки со цел да се амортизира ова, посебно на најранливите категории и на работниците со пониски примања. Затоа велиме 2806 денара линеарно од хигиеничарот до директорот со цел да ги избегнеме овие инфлаторни шокови. Ако и натаму од владата останат глуви на вашите барања, вие сте на чекор практично до генерален штрајк, уште од утре, денеска ве имавте состаноци, се договаравте што понатаму. Што ако и натаму власта не го чуе гласот на работникот? Утре во 10:30 се состануваат највисоките органи и тела со една точка на дневен ред генерален штрајк. Поради ова сево што го наброев, ние немаме друг излез, наше легитимно право согласно Законот за работни односи и колективните договори да го изразиме нашето незадоволство на улица. Затоа апелирам да не се оставиме само ние од Сојузот на синдикати на Македонија, туку да излеземе помасовно доколку нема слух владата, а мора да ни помогне во оваа криза. Немаме друго. Освен улица, искажување на незадоволството, друго чаре немаме. Ви благодарам за одвоеното време. Благодарам и на вас на интересот.